Почитувани гледачи, добро вечер. Вторник е, 20 часот, знаете, тоа е време за неделен брифинг на infomax.mk. Се надевам расположени сте. Секој пат велиме дека ќе биде неверојатно интересно, а овој пат верувајте ми дека ќе збориме за нешто најбитно, поточно, ќе збориме за образованието, какво ние, како треба да не биде, дали имаме национален систем на образование, значи ќе збориме за тоа какви треба да бидеме, генерацијски гледано, ќе збориме и за културата, какви сме. А секако, имајќи предвид кој ни е гостин, ќе збориме и за духовното, националното благо, дали го чуваме добро, не го чуваме и што треба да преземиме, да го спасиме од грабливите балкански хиени. Вечерва со нас е една дама, господјата Велика Стојкова Серафимовска. Добро вечер. Добро вечер и на вас и на сите гледачи. И благодарам на поканата. Пред да отпочнеме, ние, знаете, ние сме нетипична емисија, ние сме подкаст, ние се разликуваме од другите, нашиот слоган е правиме разлика, ние овде сме во опуштена атмосфера, се шегуваме и ја морам секој пат да прашам дали ми е овде мене екипата, која ме поддржува и која соработувам, дали сме тука момци, да не сме фатиле негде, да сме се скриле или да сме негде во притвор и така натаму. Тука сме, Александар, Милош, се спремаш ти за роденско славје? Па се спремам за роденско славје и за интересна емисија. Ајде да видиме, Иван, Интересна ќе биде. части за автомобилот. Се разбира. Ајде да видиме. Сега не кажи кој што купил Да, емисија, значи ќе мани почна да бара торта. Така. Што да бараат од Части. Нека бара, Инфомакс дава информации без Абе ние даваме на тие што бараат за убавка, но вие ќе почнат да бараат за друго. Господјо Велика, вие меѓу другото сте пратеник, ама вечерва сакаме на ваша друга страна да расветливме. Јас колку знам соработувате со ЮНЕСКО, вие сте експерт за зачување на македонското духовно благо. Ај во тој поглед сами да ни се представите. Пред да станете пратеник, со што се бавите? Да ја прашаме. Значи, пред да станам пратеник, ама и се уште се занимавав со најубавата работа на светот. Јас многу се сакам мојата работа, научник сум и професор истовремено, значи се занимавам со образование и наука, но мојот фокус целиот живот била традиционалната музика, односно традиционалната култура. И оттаму така некако ме водеше патот да стигнам и до УНЕСКО и во моментов сум и акредитиран, единствен акредитиран УНЕСКОв обучувач за заштита на нематеријалното културно наследство. Што ни гледачи, значи во Македонија единствено Од сертифициран УНЕСКО, да, се Добро. сертифициран обучувач за заштита на нематеријалното културно наследство. Нематеријално, значи е се она што ние го знаеме како фолклор. Меѓутоа и не само како фолклор, значи покрај песните, ората, обичаите, гатанките, приказните, поговорките и занаетите, традиционална медицина, традиционална архитектура, односно сето она што народот го создава со свое знаење и вештини кои што не се опипливи, туку се духовни, нематеријални и кои што се пренесуваат од генерација на генерација. Што значи тоа? Тоа значи дека нематеријалното културно наследство е носител на идентитетот. Фала Богу, значи она што генерациите со години, декади и векови го создале И го пренесувале, и го дале на нас современиците, да им го предадеме на нашите Да го предадеме на наследници. нашето поколение. Македонија е исклучително богата со ваков вид наследство, значи ние имаме многу богато и движно и недвижно, значи имаме археологија, имаме музеи, имаме артефакти, но ова навистина пребогато кај нас, бидејќи опфаќа вака еден невидлив Антон Поповски рече музеј на отворено. музеј на Да отворено. чекнеме Да, артефакти. да, буквално музеј на Ајде отворено. вака да започнеме. Тоа ќе биде во вториот дел на емисијата, да започнеме со она што најмногу не тишти, најмногу не боли, најмногу сме погодени. Ние сме изложени на еден пресинг, би рекол, негативен, изразот на што ми го кажувате во емисија, ќе оставам вие да го апелирате. Да, добро. А од една министерка или министер, да кажеме, во машки род, а тоа е министерката за образование Мила Царовска, која покажува невидена тврдоглавост,
Сите и кажуваат во очи, драги гледачи, дека наводната реформа што сака да ја направи на нашиот образовен систем не е тоа што треба да биде и таа тврдоглаво, да не употребиме малку побезобразен збор, не се откажува. Па, ај вака сега да збориме. Ако ви се дигнат родителите и ако ви убедуваат дека не сакат да дозволат нивните деца без настава, значи без социјална интеракција, комуникација во школа да учат, ако не сакат дигитални учебници, ако ви се направи во социјалните мрежи една група од 70.000 членови и ви кажува тоа што го предлагате не чини, ќе ни ги уништи генерациите млади, нашите идни поколенија, стручната јавност, со која вие нешто повеќе ќе зборите, експертската јавност, научната јавност, без малку сите кажуваат не, единствено малку лицемерно едни двојца поранешни председатели на МАНУ, кои знаеме како се каква беше нивната улога и за промена на името. За промена на името и за многу други процеси. Со полојна процеси. уста рекоа дека треба да се вреди да се покаже. Ве молам, кој е вашиот став и вашиот приод кон ова да не се дозволи, а ете вие сте во опозиција, вие сте пратеник, имате солидна голема пратеничка група во опозицијата и дали имате некој план како да ја спречиме? Јас би рекол да го спречиме ова насилие образовно што ни го прави Мила Царовска, која да подсетиме беше многу успешен заменик председател за економија, ова под наводници, да, техничката влада, а еве никако да и тргне во образованието. Никако да и тргне во образованието. Благодарам. Мила Царовска најпрвин треба да научи како се однесува еден министер. Да. Значи тоа е првото. Првиот чекор. Да научи да го слуша народот, да научи да ги слуша експертите, да научи да ги слуша оние кои што знаат повеќе од неа. Да. Бидејќи никој не се родил се да знае и бидејќи сите учиме. Со оглед на тоа дека Мила произлезе, значи намерно не ја условувам со министерка, бидејќи како што она покажува непочит кон пратениците и кон целата стручна и научна јавност, така да и јас сум апсолутно слободна да не ја почитувам и да не покажувам почит спрема нејзе како министер. И затоа нема да ја ословувам со министерката Царовска, туку ќе ја ословувам со Мила Царовска, да се расчистиме и треба да го знае тоа. Видете, не дека не се потребни, значи нашиот став кој е и мојот личен став како човек кој што доаѓа од образование и наука е дека да, потребни се реформи, образованието е еден жив процес, особено и науката, и ние постојано треба да го надградуваме. Дополнително целиот свет се менува, значи ние треба да ги насочуваме нашите деца кон некои идни професии. Еве читав една анализа, студија од Светска банка за иднината на нашите деца, на новите поколенија, каде што вели дека скоро 70% од сегашните ученици и студенти ќе работат работи кои што се уште не се измислени. Значи, светот се менува, нормално и образованието да се менува. Но ова, она што го прави, е, убаво рековте, малтретирање или во науката, особено во психологијата, познато како булинг, како малтретирање, како силување. Тоа да го објасниме за гледачите. Да, како малку. силување, значи тоа е баш силување на нешто. И самата Царовска доаѓа од еден невладен сектор, значи ние знаеме дека незината поврзана со ХЕРА и со други некои невладени организации кои што имено се залагаат против ваква селекција, против дискриминација, против булинг или малтретирање или силување, како да го преведеме на македонски. Ова што таа го пропагира и што го прави во моментот многу личи на имено на такво едно силување, на булинг кон целото општество. Значи кон професорите, наставниците, кон науката, кон учениците, кон родителите, кон сите засегнати од образовниот процес, а целото општество е засегнато од образовниот процес. Не може да имате здраво општество ако немате здраво образование. Не дека кај нас образованието системски со децении веќе се уништува, значи паѓа квалитетот, ние сме многу свесни за тоа дека е паднат квалитетот. Многу работи се случија во изминативе 20-25 години, еве да кажам, значи кои што доведоа до такво намалување на квалитет, пред се со таа негативна селекција во однос на запослување, на ангажирање на професори, на асистенти, значи имаше страшна негативна селекција, се уште трае, но овој удар јас мислам дека нашиот образовен систем нема да го издржи, нашето општество нема да го издржи.
нашите деца нема да го издржат. И ја мислам и ние не го издржуваме. Еве да се потсетиме. На почетокот беше чекор по чекор, програмата на Сорос. Ништо не биде, да не речам тоа еден тежок збор како да воспитуваше едни идиоти, да ми простете, во вистинска смисла на зборот. Па ајде дојде болонскиот систем. Да. Ајде дојде Кембридж системот. Сега со Мила започнува Концепција. финскиот, па после уште двете држави употребија. Ај вака сега. Да е некој научник Мила Царовска? Не. Не. Да е некој експерт? Не. Да е човек што излегла од голема емпирија од културата? Не. Не. Да, доаѓа од некоја си политичка јавност, предходно у Невладин сектор. Па не треба ли малку да има она разбирање за што ќе каже научна јавност, што ќе каже стручна јавност, културна јавност? Видете да ви кажам. На овој план што ќе ни кажете? Значи, јас имам еден одговор на тоа. Човек кој што 10 години не успел да го заокружи започнатото образование, тоа е магистратура, не може да биде министер за образование и наука. Ова не го знаев. Значи, не може да биде. Дека е така. Кога Мила Царовска беше министер за труд и социјала, никој не го спомна овој момент, бидејќи тоа е ресор труд и социјала. Но кога вие доаѓате во сектор, во ресор образование и наука, вие треба да бидете пример. Да. Значи, како министер треба да бидете пример. Ако вие не сте успеале во рокот 10 години да го заокружите своето образование, не велам дека секој го заокружува и дека мора да се заокружи, има и субјективни и објективни причини кога луѓе не можат да постигнат, значи да го завршат. Но да не се заврши и при тоа да се претендира и да се стане министер за образование и наука, кој што треба да го покаже примерот, и при тоа да прави вакви радикални реформи во образованието, тоа навистина не е соодветно. Видите кој е абсурд. Што не е Доктори соодветно? науки укажуваат дека греши, Тоа а таа не сакав го да, почитува тоа сакав да кажам. Кога се прави било кој закон, значи било кој закон, без разлика дали од било кој ресор, вистински закон треба да помине низ многу филтри. Значи првични филтри се оние кои што треба да го имплементираат и кои што треба на кои што се однесува тој закон. Во овој случај станува збор за образование и наука. Значи не може вие да ги прескокнете оние кои што кои што треба да го имплементираат тој процес, оние кои што треба да ги подготват учебниците, а тоа се научниците и тоа се високи, значи професорите од високото образование, и вие да направите еден закон, значи предлог закон, кој што комплетно е во спротивност од мислењето на целата засегната стручна јавност, па и сите засегнати, почнувајќи од родители, од ученици, од наставници, од педагози, социолози, професори, психолози, сите се против оваа концепција. И против овој, значи ова е не е само учебниците, ова е едно по друго доаѓа. Значи ова е врзано со новата концепција каде што знаеме што се прави со предметите и оние најважните предмети за историја. Точно така. Да, и завршува сега со ова наводно дигитализација на учените помагал. Значи тоа е апсурдно. Ниту Мила успела да го лоцира проблемот. Ајде терористи во напад. Само на прашање, зашто мислите вие зошто е брзањево, зашто и наетот, зашто се наметнува мора да биде дигитализација кога има очигледен отпор на еден таков процес? Зашто се тера толку на сила и како да нема утре? Па добро се поземи Македонија со 21,5 милиони евра од Светска банка за имплементација на ова наводно нова концепција. Сега тоа е доста голема сума, таа треба да се од Светска банка, значи таа треба да се потроши сумата. При тоа ние доста реагиравме, значи за тој заем реагиравме во собрание, бидејќи поголемиот дел од тој заем оди на организирање на обуки, а ние сите многу добро знаеме како одат обуки, значи каде одат најголемите средства, одат за хонорари. Ајде да ве насмеам. Сега Магарињата ги воспитавме, сега да не дојде до коните и до свињите. Така, да. Ви се молам, да, така? Магарињата ги воспитавме, ајде сега ќе одиме на граѓаните, на децата. Вака конкретно да ве прашам, имате некој сомнеш каде би оделе тие пари, бидејќи станува збор за 21 милион евра, со сомневате дека ќе се трошат во фирми блиски до Мила Царовска, можеби? Не фирми, но луѓе. Значи личности. Блиски до Мила Царовска. Блиски до незиниот невладин сектор. Вака по-конкретно некоја име дали знаете? Не знам име, не можам ни да кажам име, бидејќи станува збор за навистина една многу комплицирана, една многу тешка стратегија за имплементирање, каде што ќе треба многу луѓе да се вклучат. И именно една од негативностите на оваа стратегија дека нема никаков
ние немаме методологија. Значи ние не видовме методологија, не видовме концепт, не видовме што како ќе се постигнува, кога, во кои временски рамки. Министерството запнува да пушне сите тоа од септември, кога? Значи во септември нема време за ништо да се имплементира и сега они релативизираат, па тоа ќе биде само прво и четврто одделение. Нема време за таква работа. Значи кога ништо на сила се прави, а во овој случај е буквален булинг или силување, ќе го преведеме како силување, тогаш во овој случај нема никакво оправдување за тоа. И при тоа морам да кажам, значи јас не знам имиња, не можеме да кажеме имиња, но вие ги спомнавте досегашните обиди за правење никакви реструктурирање и некакви нови концепции, верувате дека начело на тимовите на сите овие реформи се наоѓа една професорка Бершка, која што очигледно ние имаме вака еден заклучок дека каде што таја ставила рака, тоа било неуспешно. Да. Значи истиот тим кој што постојано со децении веќе, значи ни со години се обидува никако да го реформира образованието, а при тоа ние не гледаме никакви резултати, напротив имаме многу негативни работи. И она што е исто што Мила Царовска мора да го свати е дека Министерството не е NGO. Да. Министерство представува еден голем И образование механизам. не е NGO. Еве да почнеме од Да. Министерството, од самото Така. Министерство каде што таа е прва, нели? Тоа не е NGO. Тоа е еден комплексен механизам. Тоа е една администрација. Таму работат многу луѓе. Да. Значи, мене лично ако ме прашате ве како научник, како човек од образованието и науката, прво и основно ниту една реформа не може да започне од основно образование, туку треба да започне од високото образование, бидејќи ние мора да имаме кадар кој што ќе ја имплементира таа реформа. Да. Значи ако ние немаме кадар, а нема кадар за тоа она што го бара, не знам кој ќе предава историја и географија заедно или биологија и хемија заедно. Значи ние немаме кадар, значи најпрво треба да се средат програмите на високото образование. За 3 месеци ќе се создаде. Па на тоа и ќе личи, на крај така и ќе излезе таа реформа. Како вика народот, брза кучиња, слепи кучиња, брза кучка, слепи кучиња раѓа. Значи ќе имаме ослепени деца, бидејќи прво и буквално ќе имаме ослепени деца од дигиталните апарати, но и нашите деца ќе бидат ослепени и во нивниот ум. Бидејќи ние нема да развиваме кај тие деца когнитивни способности, ние нема да им дадеме основата на децата. Значи, многу грешки во чекори има. Многу грешки. Дали да почнеме од концепцијата, каде што се намерно се трга предметот историја, Пожелвана со себе. пожелвана владина на моменталната владина стратегија, а тоа е уништување на се што е национално. И сега јас малку тука ќе ја проширам темата, дека не е само во образованието. Значи тука ние имаме една ваква исто многу скриена, вака подмолна да ја кажам стратегија која што се одвива во Министерството за култура. Да. Значи ако ние збориме за едно општество, културата е личната карта на една земја. Значи се представуваме преку нашата култура, така не гледаат сите кои што доаѓаат во нашата земја, да. А ако ние имаме ваква стратегија да се уништува се што е национално во културата и да се тргаат предмети од општествено, фундаментално општествено значење во образованието, значи вие тирате агендата на ништање се што е македонско. На уништување на националност. Ајде, ти си во образовниот систем? Ова за тебе се однесува исто? Не сум премногу во образовниот систем, но она што мене... Си во образовниот? Да, сум дел од образовниот систем, точно. Она што мене ме интересира е дали пратеничката е запознаена со таа неолиберална идеологија која што ја пропагира прочем Царовска и тоа е една белешка на секој тоталитарен режим, тоталитарен начин на размислување, да мислиш дека историјата треба да почнува од тебе. Како вие ќе го коментирате, веќе споменавте 21 милион евра кои што треба да завршат за реформи. Јас тука сепак не мислам дека станува збор за реформи, туку многу опасна идеологија која што на мала врата се протнува во Македонија и ќе се пропагира од најмала возраст, почнувајќи од ЛГБТ заедница, почнувајќи од омалжување на се што е историја, се што е култура досегашна, традиционални вредности, они тоа го словуваат како патриархат и така натаму. Коментар во таа насока, ако може. Значи, само на почетокот не е на мала врата.
Ова е на голема врата. Добро, веќе е на голема. И добро, тука се и пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, кои што исто ја истакнаа таа работа на голема врата, да биде на голема врата, бидејќи го прочитавме целта која е. Да, многу ми е позната таа неолиберална идеологија, која што гледаме дека во цел свет никако не функционира. Значи, да се обидуваат, сите се обидуваат, но се уште нашето глобален мајндсет, значи ум не е подготвено за таква работа. Особено земји кои што се традиционални, кои што е значи општество како нашето, кој што е традиционално. Ние не сме заостанато општество, нема потреба такви бежоративни поими како што они ги кажуваат. Ние сме традиционално општество и тоа не е ништо страшно, ништо лошо, напротив, тоа е една од убавините на Македонија. Она што тие се обидуваат да не направат нас заостанати, старомодни, затворени, не е ни оддалеку точно, ниту оддалеку. И јас верувам дека ваквиот обид ќе има спектакуларно лош крај. Нема да успее ова, значи ова никако нема да успее. Целта, ако немате историја, вие немате континуитет. Значи не можеме ние како Мила мисли да се развиваат децата, ако не си го знаат коренот, ако не си го знаат потеклото. Многу големи, значи сите големи имиња светски од сите области имаат кажано дека човек без историја не е човек. Значи ние учиме од историјата, учиме од нашите грешки, учиме од нашите предности. Ние мора да запознаеме историјата за да знаеме како да се градиме натаму како општество. Ние мора да го имаме коренот. Тоа Мило што се обидува да го уништи, да го спои како историја и географија. Јас се разбирам неа што сака таа да каже кога вели децата треба да учат содржина, а не факти. Но тоа се вика учење во контекст. Значи Мила, бидејќи самата не е образована доволно за да го свати тој начин на размислување, како што реков, нема завршено повисок степен, значи постдипломски студии, не може веројатно ни да го свати, не зборуваме натаму, значи не може, фала Богу, не може да го свати тој таа методологија учење во контекст. А не нови концепти интеграција, значи прво интеграција е сосема нешто друго. Она кажува инклузивно, кажува интегрирано, значи многу убаво така тие што рековте, многу убаво така неолиберални да ги термини вака си ги повторува, флоскули, повторување, па еве и сведоци сте на говорница како се однесува, значи таа не дозволува никој да ја праша, не и кога ќе ја праша никој таа напаѓа. Затоа Мила Царовска во моментов совршено припаѓа на профилот силеџија. Значи, Мила не силува сите нас, почнувајќи од децата, завршувајќи до родителите, до оние кои што се клучни во овој процес, а тоа е наставниот кадар. Го спомнавте историскиот и културниот контекст на образованието и тоа што ни го прави контра како опозит Мила Царовска. Јас би рекол дека имавме злако ваков профил на министер за образование да одлучува за македонскиот социјален капитал. Знаеме, социјалниот капитал се прави во нормално време, а се троши во криза како што е ова. Станува збор за идентитетот, вредносните норми, доверба, заедништво, единство. Овие трите последни ги немаме. Сите се против неизе. Значи нема заедништво, нема доверба, нема единство за тоа што се предлага наводно како реформа. Епа, би поентирал. Не ли е жално, ви се молам, господја Велика, земјата која ги имаше школите на Климент и Наум, на светите браќа пред нив, на Димитар Миладинов, втората школа, на Крсте Петков Мисирков, на Коста Солев Рацин и на Блаже Конески, еднообразовно, простете ми, гледачи, лилипутанче, да ни одлучува за нашето најголемо, па добро, смешно, малко, ама ја како новинар ќе си дозволам да кажам, да ни одлучува за нашето најголемо богатство. Ние не сме нација со материјално богатство, а нашето богатство е духовното богатство за кое вие ќе ни сега во времето што доаѓа од емисијата ќе ни изборувате. Имате ли стратегија, сега ќе ве прашам првпат како политичар, добро. пратеник, како ова да се спречи? Како да не дозволиме да ни го уништат социјалниот капитал? Значи, ние се обидовме, затоа беше и таа јавна расправа која што ВМРО иницираше да се одржи во собранието, на кој што навистина врвни професори
врвни професори. Да. Значи од УКИМ, од УГД, од Гоце Делчев, значи од универзитети го кажа својот став Значи, против. ангажирате научната фела. Ние се одлучивме како пратеничка група да поканеме Така. експерти, признаени професори, оноко колку што ни дозволуваше времето и можноста за пријавување, значи колку по број можевме да пријавиме, инаку имаше многу луѓе кои што имаа што да кажат. Нашата цел беше да опфатиме и од природни науки, и од општествени, и од уметнички, и од хуманистички, значи од сите аспекти. Сите што дојдоа беа ДР проф, Така. че сите беа доктори на науки, професори и сите дадоа одлични аргументи против тоа што сака да го направи Мила. Не Дали против. Мислите дека таа слушна нешто од тоа? Не бидејќи таа на половина од јавната расправа замина. Тоа им е навика. Да, тоа е замина за разлика од таму, од овие значи говорници кои што ги покани ВМРО ДПМН, од другата страна ние добивме представници од Сорос, представници од невладин сектор, од маргини, представници од, мислам, не сакам да ги омаловажувам, навистина, граѓанскиот сектор е многу важен. Граѓанскиот сектор е многу важен, навистина, но не верувам дека не, сега немаме слободен граѓански сектор, сега нема слободен. Има неслободен, нема веќе независен. Сега се зависно, да, се станаа функционери. И сега не можете вие да им верувате на овие, а да не им верувате на луѓе кои што имаат толку долгогодишно искуство, кои што се самите професори, кои што истото го зборат. Мила не се почнува од основа, се почнува со реформи од високо образование. И она повторно тоа не го слуша и затоа реков, само силеџија те убедува дека дека таа е во право, а ти не си во право. Значи, само бега од силата на аргументите, а наметнува сила на авторитет. Не слуша, исто, воопшто не Дури слуша. Дури бега од диалог. Не, значи јас, сведоци сме дека Мила Царовска, како избран министер во собранието од страна на пратениците, и покрај тоа што ние не гласавме, сепак таа беше избрана во тоа собрание, доаѓа и на говорница кажува дека пратениците нема доволно интелектуален капацитет за да ја разберат незината реформа. Да, значи до тој степен отида незината дрскост и арогантност и нека не се чуди после зошто сите кои имаат овој став за Мила Царовска, бидејќи навистина таква арогантност никој нема покажана до сега. Значи не сгрешив овој квалификатив. При тоа да ви кажам нешто дека пратеничката група на ВМРО ДПМН во моментов број па скоро ако не повеќе од 1/3 се со високо и тоа високо зборам на докторати. Значи таков кадар име. Сега она доаѓа и нам ни вели, вие немате доволно капацитет да ја разберете мојата реформа. Аха. Пратеничка, Повеле Милош. Уште едно прашање кога веќе збориме за потребното мнозинство дали го имаат за овој закон. Најпрво да прашам колку пратеници се потребни за да поминува овие измени во образованието за кои што се залага Царовска? 61. 61, да. Сега прашањето ми е следно. Имаме ДУИ, имаме БЕС, имаме Алијанса, алтернатива, значи зборувам за албанскиот блок на партии во Македонија. Дали тие партии се согласуваат, например, децата да не учат за Битолскиот конгрес? Конгрес има настани. Дали тие луѓе се согласуваат нивните деца да учат за некои неолиберални вредности како што се ЛГБТ заедници и така натаму. Ме разбирате? Дали кај нив најдовте на разбирање за вашите забелешки, и отпор кон овие реформи кои што ги нуди Царовска, бидејќи ако немаат поддршка од албанските партии, немаат ни мнозинство да поминат тоа. Значи, за жал, не беа активни колегите од овие партии кои што ги наброивте, не беа активни, ниту во имаше од Алијанса во расправијата која што беше на Комисијата за образование и наука, Собраниската комисија, но на самата расправа, јавна расправа, немаше представници од тие партии. Предпоставувам дека и ним не им се допаѓа ова, но тука е веќе една друга игра, таа е политичка игра која што не прашува дали ти се допаѓа или не ти се допаѓа, туку ќе гласаш и тоа е тоа. Концепцијата значи не е се уште помината на собрание, не знам зошто не ја ставаат на дневен ред точката, стои, но некако постојано се прескокнува со образложение дека нема создадени услови. Ова што е за учебниците не ни стига до собрание, значи тоа е за дигиталните учебници, тоа е одлука на влада. Сега треба да стигне законот за учебници
и тука, односно стигнате законот на учебници, сега ние тука можеме да реагираме со амандмани, со оние механизми кои што ни ги дава собранието, филибастеринки и сето тоа. На тој начин успеавме неколку закони веќе да спречиме, веќе да ги блокираме, но мораме тоа да го правиме, бидејќи немаме слух од страна на владата и на министерството. За жал, за сега најгласни во протиставување се пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата и секако пратениците од левица. Значи, тие се тие кои што најгласно говорим. Па добро, за почеток и не е така малку. Па не, тоа се 46 пратеници, Тоа се 46 пратеници, што воопшто не е мала бројка. А тие фактички немат мнозинство. Фактички да. Не се присутни, знаеме, скафандер мнозинство има. Скафандер мнозинство има, да, и тоа беше исто еден обид да покажат сила колку тие знаат. Не можете да правите, значи, генерално Мила ова што го прави е исполнување на агендата на заедно. Значи, ова е тој правец кој што го фаќаат, уништување на се што е национално, уништување на се што може да не доближи до корените, до традицијата, до македонството, да го кажам. Значи, при тоа кога кажам македонство, јас секогаш велам, не мислам на етничка припадност, туку мислам на граѓани на Република Македонија, сите тие кои што се чувствуваат македонци, бидејќи се жители на Македонија. Ова е агендата. И тие гледаме дека полека си одат по тој пат, си чекорат, но мислам дека преголем е отпорот од народот. Мислам дека овие 70.000... Абе, закажани се протести. Да, тоа сакам сега да кажам. 70.000 родители кои што се бунат против ова сега најнов обид на дигитализација на учебниците. Многу има аргументи тука зошто не треба, значи многу ќе не треба уште 2 емисии да раскажеме зошто се ова не треба. Доколку не се освестат, јас не знам дали се свесни каде одат, бидејќи знаеме дека кога ќе почнат протести за образование, крајот се гледа. Знаете, крајот се гледа. Има една група на медиуми која што ги поддржува политиките на власта. И вели оние родители кои што се организирани да протестираат и кои што се организирани во една група, во една Facebook група, администраторот на таа Facebook група бил член на ВМРО. И заради тоа на тој начин се обидуваат да ги дискредитираат аргументите кои што одат контра оваа така наречена реформа. Не знам од каде доаѓа таа дрскост да секој што не е СДСМ или не е дел од власта биде дискредитиран и неговиот глас да не важи само заради тоа што било друга политичка партија. Сега да прашам, овие протестите ги организира ВМРО или тоа се родителите? ВМРО нема, ама буквално никаква врска со овие протести. Значи ние се информираме од јавните медии. Ама ВМРО е криво за се. Така. Нели? Тоа е сега новата мантра. ВМРО е криво за се што се случува. Никаква врска нема ВМРО ДПМН со овие, ама буквално никаква. Значи ние се информираме од медиумите исто како и вие што се информирате. Никаква врска нема. Че тука веднаш мора да се стави јасна дистинкција. Втора, е во прашање родителската грижа и инстинкт. Значи апсолутно. Видов, прочитав дека наводно ја заокружувале госпоѓата кои што се осмели, значи честитки за храброста, честитки за упорноста на госпоѓата да го поведе народот, да ги поведе родителите, бидејќи тоа е инстинкт, мајчински, родителски инстинкт. Но ако некој се појави на протест на ВМРО, ДПМН или на протест за Македонија, не значи дека е од ВМРО. Фала Богу. Значи, протестите се слободни, кој сака може да присуствува таму. Не значи дека ако некој бил таму и дека е член на партија, па не знам јас они и последниве протести на 25-ти што беа, што немаше никаква врска ВМРО ДПМН со таа организација, тоа точно се знаеше кој организираше. Диаспора. Па јас, значи на тие протести имаше многу луѓе кои што Ја и шарени види. Не се од ВМРО ДПМН, многу луѓе кои што беа и на шарената револуција, многу луѓе кои што ја поддржуваат и левица, многу луѓе кои што не поддржуваат никого, кои што се само граѓани. И сега ние сите бевме таму. Не може загрижени македонци. Но тоа е релативизирањето и тоа е
она што сака дефокусот да го направат од проблемот, па напаѓаат по ВМРО ДПМН. Појле Александр? Малку би сакал да, нели, да речам да ја намалам тензијата, иако нема тензија во нашиот разговор, Да. супер е. Но Само по телефони имаш ти тензија. веднаш ја најдоа причината за тоа нашите верни гледачи на социјалните мрежи. Кој? Конкретно на Твитер, веднаш најдоа оправдување за Мила Царовска, зошто Мила Царовска 10 години не може да магистрира. Профил пред времето, така наречен на Твитер, вели Мила Царовска не можела да, нели, 10 години да магистрира, затоа што не можела да го дофати шалтерот на студентските прашања. Да, па е духовито. Да, Да. Алудира на тоа Да. дека Мила Царовска е можеби по-ниска пораст од стандардот, но ова не е начин вака да се напаѓа. За да не сватат Да, погрешно. да не сватат Александар, Образованието е мајка на знаење. вака. Немој ти така. А за да не сватат погрешно, јас како највозрастен во студијето на Мила Царовска и посакувам што поскоро магистрирање, а веднаш потоа и докторирање, да видат дека нашите намери се добронамерни, ама не може човек кој е тенок теоретски, научно и образовно, а да не збориме практично, кој не практикувал образование на некој повисоко ниво, да ни прави ваква реформа која најмалку е реформа. Не може човек што не фатил крида и сунгер во раката да кажува што е образование и што е реформа. Не може човек што нема напишано еден научен труд, еден труд во високото образование да кажува за реформа. Не може човек кој што не разговара со носителите на дејноста во таа област да прави реформа во истата област. Сите педагози се против оваа реформа, сите социолози се против оваа реформа, психолозите веќе не знам колку пати рекоа не се децата когнитивно подготвени за таков начин. Значи стручната јавност. Беше претходно научната. Стручната јавност, значи децата, еве јас направив едно истражување, научник сум некако во природата ми доаѓа да направам истражување. Се што прочитав, значи за концепцијата ви кажав, тоа е промашена работа, никаде во свет нема таква интеграција на предмети во еден предмет. Па дури и она како што кажува, еден час ке бил ваков, друг час ке бил ваков. Не. Тоа е учење во контекст, она што сака да го постигне, но не знае дека е тоа учење во контекст бидејќи не е самата до таму стигнат. Она што за учебниците во цел свет никој не се осмелува да спомне дигитализирани и текстбукс, значи еве глобално така се викаат, нели? Англискиот е веќе лингва франка за цел свет. Не може, значи сите велат дека вакви експерименти за евентуално дигитализирање на учебните наставните помагала важат за дипломски студии, значи за студии на високо образование. Никој не спомнува, не истражува, значи до тој степен е тоа апсурдно и небулозно. Вака сега, ја ќе направам една компарација, момент што ми текна. Познато, ја не сум репер, јас сум аналоген тип, не сум дигитален тип, ама вака сега. Една влада која траеше отприлика 10-11 години, претходната на ВМРО ДПМН во неколку мандати, ни ги донесе сите светски експерти, научници во неколку проекти, учебниците од најпознатите светски универзитети, најпознатите професори, научници, така натаму, ни испечати илјадници учебници, ги распредели што ги распредели. Има уште денови читав дека уште има нераспределено, ама тоа е нешто што во рака можеш да го фатиш, да го видиш, да го почувствуваш. Сега, оваа влада без стратегија, без пишан документ да образложи кои се причините што и како, не тера на дигитализација да го изгубиме чувството временско и просторно за историјата, за традицијата. Дали тука малку некако е опозитско однесување од претходниот успех на претходната влада или јас сум во грешка? Знаете како се што било до сега не важи? Така. Почнуваме од нула. Животот од мене почнува, историјата не. Па тоа не води многу. Тоа само неуки, тоа само неуки луѓе го прават тоа. Че само луѓе кои што се ограничени, неуки, не сакам да употребувам посилни зборови, не ја почитуваат историјата и не ја почитуваат традицијата. Само такви луѓе. Вклучувањето на губењето на моментот на книга е страшен за деца. Јас разговарам многу со деца. Јас сум, значи не само и студенти, туку и
сакам да разговарам со деца, бидејќи децата се нели нашата иднина. Кога ги прашувам и за претходната, направив пилот истражување за концепцијата, кога ги прашував за сега за книгите, децата оваа година видоа што е тоа дигитално учење. Значи ние сме нели во таа ковид состојба во која што се префрли целиот систем дигитално учење. Знаете што ми кажуваат, дека за да се одморат од мониторите, земаат книга во рака да ја читаат. Тоа им е одморот. Тоа беше следното. Што се... Тоа им е одморот. Да. И сега Мила сака ова, значи Да се наоѓаме во состојба како во среден век инквизиција, ќе ги палиме книгите, ќе уништуваме си што може да остави траг за Македонија, за македонството, за македонизмот, за традицијата, за културата. Тоа ли е целта? Да. На крајот на криштата, на крајот на денот, дури човек ќе се праша дали можеби и тоа целта. Изгледа. Да ги запалиме книгите, ајде. Како што се правело. Фашистите тоа. Да, ајде. Има еден друг социјален момент оваа така наречена реформа, а тоа е прашањето колку професори, наставници, учители ќе го загубат своето работно место. Имате ли таква анализа направена? Тоа не е за занемарување, значи, Александар. ниту ние побаравме, именно затоа бараме ние методологија и анализа да видиме како тоа ќе се одвива. Царовска не убедува дека никој нема да го изгуби работното место. Дека сето тоа пак ќе кажам, значи тоа е силеџиството нејзино, дека она нас не уверува дека ќе ни биде подобро. Затоа викам, силеџиите секогаш велат подобро ќе ти биде. Како ќе ми биде подобро? Кај се тука професорите? Кој огромна опасноста дека ќе се изгубат работни места е голем. Како ќе се интегрира? Еве јас доаѓам од областа на уметност. Како ќе се интегрира музика и ликовно? Она вели не, нема да се кратат часови, со самото тоа што се интегрираат веќе се крати. Значи, она што цел свет, сите педагози врвни велат дека уметноста е најубав начин на изразување, особено за деца, за развивање на когнитивни способности, за развивање на емпатија, за развивање на основни човекови цивилизацијски вредности, Мила сега го намалува тој момент. Ама се еден експеримент да направиме и малку ќе одиме кон вашата уже специјалност. Јас сум показен тип, јас сум визуелен тип, малку ми замеруваат моите соработници, еве немав там веќе со пароли, примив критиката од моите соработници, ама не можем книги да не покажувам, кое е во прашање, образованието, ако сакате и мое, long life learning, признавам јас се уште се учам, сите учиме. Тоа го пренесувам на моите деца, заедно, да. а еве сега се трудам и на внуците. Во раката ја држам, овие се трите мои најмили книги во мојот живот. Бели мугри, Коста Рацин, издание 67, јас ја прочитав 69 година, значи кога го имам 12 години. Александар, предна камера? Кога ја ова го читав, ја ги имам веќе првите сознание за нешто што е пишан збор, за нешто што е поезија. Цел мој живот го пренесувам тоа на моите деца, а еве сега година-две и на моите внуци. Ова е многу голема книга, издание многу одамна, второ издание, 46-та за македонските работи. Крсте Петков Мисирков. Многу сум горд на оваа книга, второто издание после 1903 година, и да бидам искрен, најмалку 10, 12, 13 пати ја имам читано. И завршувам со Библијата македонска, народни песни, собрани од браќата Миладиновци. Иако ја не сум лицемер, ќе кажувам, пишува овде бугарски, ама сите знаеме дека тоа се 77 бугарски, а останатите од прилика 650-70 се македонски. Се има почнато во македонската литература, во македонската поезија, во македонската културна традиција со оваа книга над книгите и, што би се рекло, Библија. Не е нешто покасно, ја прочитав 83-та година кога беше едно издание. А ова е едно фототипно издание, да ви кажам, како е напишана пред 160 години, така ја имаме во раци. Користам прилика, господино Велика, да кажам дека оваа година се навршува 160 години од оваа книга. Власта не го спомнува тоа. Знаете ли вие што значи тоа да не прославиме 160 години од нашата просветно образовна Библија, а тоа се целото народно богатство овде браќата Миладиновски собрани. Сега,
Сакав да покажам дека јас се градев со овие книги, тоа го пренесувам на моите деца. Одиме се на дигитализација. Што правиме? Губиме, добиваме и ве молам вие као експерт да ни кажете. Губиме многу. Значи губиме многу со дигитализација, како не губиме? Добиваме многу, така. Затоа ние велиме во собрание, ние велиме, значи ние не сме против дигитални учебници. Така. Ние Нека ги сме има. против исклучување на печатените учебници. Значи мора да има и тоа и тоа. Процесот на дигитализација е глобално движење кое што мора да го Али имаме. северниве демократии си имали вакви учебници, да, не само дигитални. Но морам да кажам за жал дека оваа влада и тука потврла, бидејќи тие постојано велеа дека дигитализацијата ќе им биде приоритет, но ние не гледаме дигитализација во ниту една област, освен еве ова сега што сакаат да го направат со учебниците, кои што нема врска со дигитализација, туку со некоја друга агенда која што има Мила во главата. Ова се библиите. Да. Ова се библиите. Значи ние ако ги немавме Миладиновци, еве јас сум во таа област, Кажете значи работам нешто во Институт за фолклор Марко Ципенков од Скопје. Нам ова Библија, народни песни од браќата Миладиновци ни е основа за Само трагање, обичаи, гатанки, за предања. трагање, да, за трагање на континуитетот на живењето на една песна, на еден обичај, на една гатанка, на било што. Јас кога работам, било кој пример земам, например, еве една песна, јас најпрво тоа што го правам, барам во оваа Библија дали е таму запишано. Да. Бидејќи ова е можеби една, ако не и најстариот запис, значи запис, не велам дека е најстар пример, туку е најстар запис во науката, особено во фолклорот. Тешко се наоѓаат записи, тоа е усмено творештво, значи тоа ретко кога се можеме да најдеме стари записи, но ова е еден од најстарите записи. И јас кога истражувам, ја отварам прво овде, велам, еве ја песната, значи постоела во 1861 година кога е запишана и претходно. Обично ние велиме етномузика, значи фолклорот, етнолозите, етномузиколозите, доколку е испеана, значи 3 генерации претходно, можеби 861 година е издадена книгата, значи оваа песна сигурно се пеела и во 761 година, значи имате веќе еден континуитет, па понатаму трагаме и гледаме дека таа песна или тој обичај или таа гатанка се уште живее. И тоа е идентитетот и тоа е она што нам како македонци, нас како македонци ни го дава идентитетот, не одликува и ни го потврдува нашиот континуиран живот на овие простори. Бидејќи ова е нашето творештво. Се како е ова книга злоупотребувана, тоа е друг. Ај вака сега. Да, тоа е друг муавет. Ќе одиме на современите злоупотреби, не на она на негирањето на македонското, него вака сега. Ќе пуштиме некоја телевизија, ќе видиме македонско девојче, там българска, намерно ќе кажа, българска песна. Да, да. Да не кажам Жимиона. Да. Ќе побараме нешто крвава кошула Жензифов, пак бугарска работа. Печалбари Антон Панов, бугарска работа. Македонска крвава свадба, што се вели од Војдан Чернодрински култна драма, изведба, ја би рекол и роман, и книга и се, пак бугарска работа, а знаеме овде честноста на Цвета и храброста на Спасе. Како сега се станува бугарско, претходно се беше грчко, во меѓу период се беше српско, а ништо не е македонско, ќе ве насмеја малку, едни ни го зедоа од посеверно ајварот, други ни ја зедоа мастиката, не успеваме да одбраниме или недоволно успеваме да одбраниме се она што е македонско. Кажете ни на овој план, што државата треба да направи да си го заштитиме традиционалното историско и културно богатство кое е огромно, непроценливо. Има механизми, многу убави, кои не сме ги смислиле ние, ги смислила Светската организација УНЕСКО, и кои што се однесуваат на заштита на ваквите видови добра. Ние ги викаме добра, постручно кажано, кои што се носители на еден идентитет. Дали се книги, дали се снимки, дали се артефакти, дали се згради, дали се друг вид на знаење. Значи тоа е, си има механизми како се заштитува и како се негува и како се промовира. Да. Значи јас го потенцирам зборот промовира, бидејќи во современ контекст нам тоа недостасува.
нашата сегашна влада нешто не промовира, туку напротив, распродава, дава се што може да се даде, при тоа немаме никаква реакција на она што се случува со нашиот источен сосед. Јас малце не би се согласила дека грците ни го земаа името, ни го сменија името, ни го земаа, сами си го дадовме, но во ниту еден момент, еве како научник сега говорам, јас не сум сретнала ниту еден мој грчки колега да каже дека таа и таа песна е грчка песна. Не. Значи тие велат тоа е Slavic speaking, значи нема да кажат македонска, но ќе кажат дека е песна која што или обичај или било што кој што припаѓа на населението кој што зборува словенски јазик. На тој дел од македонската На тој дел од Македонија, да. Позната Она што е, и таа значи тактика ни е многу позната. перфидно, многу, но за разлика од бугарите, од нашиот источен сосед кој што прави во науката тоа се вели културна апроприација или културно присвојување, каде буквално се присвојува, се краде културата на другиот и се презентира како своја. И тоа е еден процес, значи тоа не е само во културата, тоа е во сите општествени сегменти се однесуваат така, но оно што Бугарија го прави како држава, за жал, ние не го правиме како држава, оно што Бугарија се бори и со децении наназад доаѓа, собира материјали, собира си ги презентира како свој, ние сме виновни за тоа, бидејќи ние не сме реагирале. И сега ќе ви направам паралела. Една песна ќе ви спомнам, која што се запишува за време на значи помеѓу двете светски војни, кога е Србија окупаторот, ја запишуваат како песма из Македонија, песма из Јужна Србија, Вардарско, Бановина и слично, но не даваат придавка на припадност. Истата таа песна бугарите запишуваат како българска песна вон границите на Българија запирка Македонија. И сега кој присвојува и кој е полош во оваа приказна? Според мене, нашите источни соседи се најлоши. Бидејќи тие си присвојуваат нешто, се осмелуваат во 21 век да присвојуваат нешто што не е нивно. Ние бевме сведоци пред 2 месеци кога бугарите сакаат да донесат цел еден камион или комбе што беше со оригиналното издание на Миладиновци. Ево, се пред 2 месец беше. Ајде некој коментар има во нешто од гледачите? Ајде да видиме. Вака имаме да ги вклучиме и нив. Да. Наставничка во едно скопско училиште, реномирано скопско училиште, коментира тука на додекоди емисијата. Она го потврдува тоа што го зборувавме дека ќе се кратат часови по сите наставни предмети и има напишано неколку извадоци од предложената наставна програма, меѓу кои што се вели избор помеѓу изборните предмети ќе биде јога. Например, дефиницијата за турско робство или османлиско робство вели ќе биде не сме биле под турско робство, туку тоа било османлиско царство од причина што зборот робство не одговарал за тесната развил насилство. Теки уништува ова само ми е почеток, понатаму е коментар и вели во друг коментар македонско девојче најверојатно ќе се повлече од наставната програма. Вели македонско девојче предизвикувало ке децата полова нееднаквост според новитетите што ги спрема. Ако е ова така, ова не е потврдено, го кажува наставничко од Скопско училиште, тука на додека оди емисијата, ако ова е така, тоа што би било сериозно нарушување на не само на историскиот и културниот континуитет, туку би било нарушување на една општа морална и етичка догма која што би требало да биде основа за здраво општество. Александар сега нова ќе се надоврзам, а ќе побарам коментар од почитуваната Велика да ни каже, ја пред да дојдам на емисијата, прочитав нешто, родител број 1, родител број 2. Извинете, ја немав родител број 1 и број 2. Имав мајка која ме роди и татко кој ме направи. Простете ми. Дајте еден коментар за ова родител број 1 и родител број 2. Се надоврзува на Александар што не го кажува. Срамо, тој што не го интерпретирал. Ама овој се надоврзува на оно со кој што го почнавме разговорот. Значи Мило, кој што самата вели дека тоа е дискриминација ваква, дека е нееднаквост, дека ние треба да бидеме родово сензитивни, вака сензитивни, така сензитивни, самата таа на начинот на кој што се однесува
ни наметнува незино мислење, незини ставови, односно ставови на владата, односно на Зоран Заев, го наметнува и таа која што се бори против такви родови или не знам било какви дискриминации, ги дискриминира сите оние кои што мислат поинаку од неа. И сега кој е тука силувачот? Се знае. Кој е силувачот? Го кажавме на почеток. Еве Мила Царовска. Кога некој оди против сите и не убедува при тоа од, многу важно, од позиција на моќ, бидејќи таа е министер, значи од позиција на моќ, кога некој доаѓа и те убедува да правиш нешто спротивно од твоите убедувања или од убедувањата на околината, кој е силувачот? Ба види сега ќе И кој е тука дискриминаторот? Ќе ми замерите. И како децата кои што немаат средства да обновуваат таблети, да обновуваат компјутери, кои што немаат, значи дали Мила воопшто била во руралните средини во Македонија? Прашање. Дали влегла во училиштата во руралните средини да види тие деца какви услови имаат? Која ќе биде тука сите тоа прашање го поставуваат социјална дискриминација, дека ќе се направи социјалната дискриминација. Прават, а таа која ќе испомнете социјална дискриминација, не знам дали го видовте, имаше едно клипче на еден учител кој што и приде со учебник во раката и кој што почна се обида да ја каже нешто, како она се го изигнорира, малте не го извреги. И сега кој прави тука дискриминација? За онлайн настава. Јас Мила ја имам прашана одговорница така? Каде е платформата и таа се пенаваше вака малку така? повеќе, ама не ми одговори каде е платформата и ние ден денеска ја прашуваме Мила каде е платформата, ама нема платформата. Се растури како кула од нема карти и меучиња од значи нема. Целата оваа стратегија, затоа велам, и образованието, и науката, и културата, вие не можете да градите општество и квалитетно образование кога за наука давате 0,5% од буџетот. Може би тоа е најбитното. Повели Александар? Не дополнува само гледачката, вели точно е ова што го напишало и што го кажуваме, бидејќи тоа се зборувало на обуките што ги имале на 5 и 6 мај во средно медицинско училиште, таму биле на обука професорите. Господја Серафимовска, да ја прашам едно, неколку пати споменавте дека Мила Царовска има некаква агенда, но не кажавте каква агенда. Во што се сомневате? Значи ние не се сомневаме, ова се потврдува, ова со секој чекор на оваа влада се потврдува. Агендата на Мила ја следи агендата на владата на Зоран Заев, а тоа е на разнебитување на се што е македонско, па дури еве гледаме со последниот закон за продажба на земјоделско земјиште, дури и продажба на државата, на физичка продажба на државата. Така да оваа агенда што Мила ја следи е практично дел од целата агенда на Зоран Заев. Нема. Ајде Милош, повели Милош. Една ексклузивна вест од Брисел. Што правиме ние без тебе? Се работи за изјава на Заев, која што бара од преговарачка маса во Брисел, значи кога стана збор со Бугарија спорот, да бидат тргнати јазикот и идентитетот. Да го потсетиме само Заев дека на 29 октомври истакна дека не се преговара за јазикот и идентитетот, а сега бара да се тргнат од преговарачка. Браво да Милош го ловиш, мајсторски го ловиш. Ова може и да го прокоментирате малце политика, да ја загадам уште толку емисија покрај лошиве. Јас искрено да ви кажам, тука не гледам политика, тука гледам глупост. Браво. Значи, нема политички. Жално е што навикнавме на тоа. Нема политички коментар во ова, значи ова е глупост. Вие не можете да преговарате, ниту пак некој му дал право на Зоран Заев, ниту пак на Мила Царовска, ниту пак на Никола Димитров, ниту пак на било кој друг му е дадено право да преговара за име, идентитет, јазик и било што. Тоа е едно. Значи тоа е страшно. Таа лаги на Заев. Да. Ние гледаме, значи ова агенда се води на многу фронтови. Гледаме што се случува со толковникот, еве најсвежите, значи да не се враќаме наназад. Кој е тој што вадал зборови? Се бришат зборови, тоа е недозволиво, тоа е против сите светски правила на функционирање. Ама не, тоа е против сите светски правила. Вие имате речник, имате толковник, нека биде и најгрдиот збор и најнавредливиот, мора да го имате во толковникот за да децата учат дека тој збор не е добар или возрастните или кој да го користи, значи со објаснување за да знаат да не го користат. Ако ние го немаме во толковникот да знаеме што значи тој збор, значи ние ќе си го користиме бидејќи не можеш ти џабе им е оваа агенда. Значи јас сега тоа сакав да ви кажам. Драго, ќе ми биде драго да сте во право и да се оствари. Вие рековте како може тоа да се спречи.
Не може нешто со векови што се создавало да се уништи ниту од Мило, ниту од Зоран Заев, ниту од Димитров, ниту од никој. Значи, невозможно е да го уништат македонскиот ген, невозможно е да го уништат македонскиот јазик, не може да се уништи македонската култура и не може, она што е најважно, да се уништи македонската колективна меморија. Колку год да сакаат да ги сменат учебниците по историја или по да ги укинат, ние имаме колективна меморија која што се пренесува преку овие песни овде. И таа колективна меморија никој не може нам да ни ја одземе или да ни ја уништи. За среќа наша имаме доволно силни, стари, стабилни и стамени корени, што ниту јас верувам дека ниедна реформа тоа нема да го уништи. Само ќе го изнервира народот. Јас постојано велам од еден друг аспект ако гледаме, ова агенда го засили македонизмот како никогаш досега, бидејќи многу луѓе сега стана свесни што се случува. И овој пат се обединивме. Еве ќе ви кажам нешто. Деновиве препрочитуваме едно четиво од Блаже Конески по повод најновиот напад на нашиот јазик, фототипно издание, 48 година, да. Видите, истото е како денеска како денеска да го пишувам. Да, ја уживам што ги слушам, а ова знаете ли што го кажувам? Екипава да изненадам, замислете ова, а ова е издадено последен пат 2002 година, издавачот, пазете, Трајко Стаматовски и Љупчо Павески, господа. Со старт, значи Милош, твојот соработник од тешки муабити води грижа им за македонскиот јазик и не подсетува Блаже Коневски 48 година на бугарите каква лекција им одржал на некои си 47 страни. Сега не можам, не е ферски да го парафразирам, ама посочувам. Најдете го по библиотеките, прочитајте го, ова е богатство што може да ни го пружи само Блаже Коневски, а знаеме кој е тој, не можевме да не го спомениме, бидејќи тој на еден начин направи крајна, значи, кодификација, онаа што ја започна Крсте Петков Мисирков 1903 година со македонските работи. Овде има статија за македонскиот јазик и да кажеме дека македонскиот јазик не е коминтерноска, не е од војната, не е од основно на тој план, би могле нешто да ни кажете. Знаете како најголемо, исто е многу смешно кога Зоран Заев излегува и вели македонскиот јазик е признаен во таа и таа година од Обединените нации. Значи, македонскиот јазик не може да биде признаен. Како признаен? Македонскиот јазик е кодифициран, а не е признаен. Па ние го говориме, тој е жив јазик. И сега ќе ви кажам исто уште една работа. Значи, јас чест ми е да кажам дека се познавам и така доста оддамна се познавам со Виктор Фридман. Тоа е голем македонист. Виктор Фридман вака мене ми има кажано во една прилика. Немој да кршиш јазик, да збориш српски, вака. Македонскиот јазик е еден од најстарите словенски јазици. Сите те разбираат. Зборуве си полека, зборуве си на македонски, сите ќе те разберат. До полска, до чешка, до словачка, сите ќе те разберат. И јас изборувам на македонски јазик. И навистина ме разбираат. Па и во Русија, кога бев на македонски зборував. Ме воодушеви кога го нападнаа дали во собранието грчко, дали каде. Да, кога е Кога им рече, ало, не ми ја зимајте, вика, професијата, па јас сум македонист, јас го истражувам со години, 20, 30, 40 години. Затоа јас верувам дека мислам ги патоцираше грците. Ова влада ќе биде како некои мали сипаници, кои што само ќе ни го зајакне имунитетот, односно ќе ни го зајакне интегритетот и идентитетот. Ја би да најдеме некој лек да ги снема. Па сега јас верувам во природна една селекција дека ќе се случи тоа. Јас многу се радувам што го имаме Ману вака што дигна глас, што крена глава. Редно беше, недостасуваше, бидејќи видовме дека сите удари од Бугарија дојдоа преку БАН, преку Бугарската академија на науките, и сега сум навистина среќна што Ману навистина застанува на страната каде што треба да биде, конечно.
Верувам дека сите интелектуалци, дека интелектуалната елита се разбуди во Македонија и тоа е исто едно Неспорно е големо тоа. поздравување, дека се обединува и затоа сметам дека сето ова што го прави оваа влада на чело со Зоран Заев, тука го спомнам Мила неизоставно, но имаме и други ресори каде што се покажува таа нивна агенда, дека тоа ќе биде се џаб. Ние уништија Во националната културата, култура. да ви кажам, да девалвира. тоа е срамота и јас и на никоја и во друга прилика сум кажала дека ние оваа година имавме најскандалозна програма. Нема пари за танец, Не. прво што ми доаѓа, а има некои си... Не. Значи не може да не се финансира ништо што е од национална вредност. Не може. Не може на сите национални институции да нема македонски дела. Нема една македонска драма од македонски автор финансирана, нема композиции. Страшно. Значи, тоа е страшно што и тоа е исто дел од агендата. Дел од агендата во кој што сите вака, Тоа ако се ја видите последиците од големата Алагјозовски, од културата на слика, Алагјозовски. од Алагјозовски, меѓутоа е агендата на Ирена, господја. заклучно со Стефовска, да, но тоа е агендата на оваа влада. Тоа е агендата на оваа влада, разнебитување на се што е македонско, но народот не го дозволува тоа, интелектуалната елита не го дозволува тоа, Так. Ману не го дозволува тоа и на крајот на криштото ние не сме малку во парламентот за да го дозволиме. Во И ние завршна не го фаза на емисијава дозволуваме. да ни кажете вашето искуство и вашата соработка со УНЕСКО. Јас случајно знам од вашиот родител, од вашиот татко, дека имате неколку проекти таму, ама да ни кажете вака јавноста да види како се заштитува македонското национално богатство. Вака, значи, јас сум горда на тој успех што го направивме како тим, тоа беше тимска работа. Да. Многу убав тим, многу така јасно насочен што треба да направи. Кога се впишува нешто во листата на УНЕСКО за нематеријално културно наследство на човештвото, тоа е една не е нова конвенција од 2003, меѓутоа е омилена конвенција во УНЕСКО, бидејќи се занимава со она што е најубаво, тоа е човечкото творештво. Значи, човекот како и колективот и заедницата како творештво. Еден од критериумите за да нешто биде признаено за светско наследство во оваа конвенција е да има неспорна врска со идентитетот на тие кои што го изведуваат тоа. Ние впишавме 5 нематеријални културни добра таму од 2013 до 2017 година. Таму е влизено урото Копачка. Копачка, да. Да, впишано е гласоечкото пеење од Тетовско, двогласно, Така. исклучително, раритетно, значи единствено во светот. Впишано е прославата на 40 свети великомаченици во Штип, 40, да, на 22 март што се случува. Како земја која што е прекрасна, бидејќи имаме богатство од култури, впишан е обичајот Хадрлес кај турците во Македонија и Едерлези кај ромите. Значи не сме националисти? Никако не сме националисти, горда сум Иако на не тој напаѓаат? момент, навистина сум горда на тој момент. Така. И впишани се мартинките, значи прославувањето на 1 март, симпатично. да, во кој што е мултинационално, тоа беше од повеќе земји. Сега сите во досиета секаде пишува дека носители на ова добро се македонците од цела Македонија. Во случајот, на пример, кај Копачката се населението на Драмче, на Делчевско, на Пијани. Неоспорна поврзаноста со идентитетот, дека тоа за нив представува чувство, доказ на континуитет во идентитетот, значи на континуитетот на вековно постоење. Кога ќе заштитите нешто такво, јас велам, ние добиваме потврда, печат, дека ние сме си го заштитиле македонскиот Може да идентитет. кажете периодот колку траеше нова процедура? Од прилика. вака наеднаш се почнаа неколку досија заедно, значи ние почнавме да работиме од 2011 година Да. до заклучно до 2016-15, тука никаде, бидејќи потоа самата процедура во УНЕСКО трае околу минимум 18 месеци, значи последните се пишаа во 2017 со тоа што беа, значи како е дојдена на власт оваа влада, целиот тој процес е застанет. Зашто ве прашав? Охриџени да ги свестиме, што прават, што не почитуваат. Охриѓани, Да си го значи јас заштитуваат. од најодговорно тврдам дека единствениот спас за Охрид во моментов е да се стави на листа на загрозени добра. Да. Тоа е единствениот спас. Жално е, срамота е, што причината нема да биде земјотрес, нема да биде војна, нема да биде ништо, не дај Боже тоа, туку ќе ние биде самите. негрижа на државата.
што е жалното. Поточно на власта, на На тие што треба да се власта и грижат. тука треба најмногу да повторно да Да. се вратиме на Зоран Заев и неговата влада, бидејќи тие беа тие кои што збореа дека нема да ја се случи, а меѓутоа ние видовме минарето како порасна, градбите како се направија во нивна Да. влада. Момци, имаме ли нешто за пред крај би рекол за нашиот гостин? Ајде Милош, вечерва, браво, си ми многу активен. Да, имам едно Си учел, ти испити си спремал, Да. Да. имам едно интересно прашање кое што е малце вон контекст и вон темата. Добро? Слободно. Ако? Затоа Но сме е ние различни. поврзано, сме. но е поврзано со тоа што е професија на пратеничката. Имено мене ме интересира, татко ми е на пример археолог и он кога сум разговарал со него во врска со народи кои што доаѓале тука и кои што поминувале, вели дека нема некој голем број на материјални докази кои што ги оставиле тука словените при своето доаѓање, поминување, населување, неисе. Дали има преданија во Македонија, значи збориме за нематеријални докази, за тоа дека некој народ овде дошол, од каде дошол, паметење на земјата, од каде дошол, во тој контекст. Добро, да, значи има македонски народни песни каде што се спомнува Дунав, каде што се спомнува па дури и Волга, значи има, но не можеме сега со или 100% сигурност да кажеме дека да, тоа е доказот. Кај нематеријалното културно наследство има малце поинаков аспект, значи тука ние немаме сигурни, затоа јас велам ова е најстариот запис. Да. Ама не знаеме од кога е. Не можеме да тврдиме. Она што можеме да го тврдиме е, повторно ќе се вратам, значи, археологијата наспроти етнологијата, и да ја кажам поширока област етнологија, и тука има многу други подобласти, е тоа што значи тврдината или не може да ја направи било кој. Но народната песна може да ја смисли само човек кој што е македонец во овој пример конкретен. Бидејќи нематеријалното културно творештво има специфики, карактеристики кои што се посебни за секој народ, за секоја етничка група. И тие се оние генетски карактеристики како што е на пример седмосмискиот ритам или македонската орнаментика или везот или некој занает, значи тие работи се пренесуваат по усмен пат и тие произлегуваат од човекот. За разлика од движните и од недвижните градби, особено кои што ние го е направил тој и тој, но не значи дека тоа е македонско од македонци, значи имаме и таква разлика. Зошто јас велам дека нематеријалното е поважно, бидејќи ќе ви кажам, но постојано го кажувам тој пример, но ми е многу репрезентативен, русаилиите кои што се доаѓаат од бежанците од Егејска Македонија, значи како што се повлекувале, односно бегале, биле бркани, се населуваат во Македонија, е научно докажано дека е предхристијански обичај, значи предхристијански, не велам пагански, тоа е поградно, предхристијански обичај, кој што денеска е задржан. Да. Имаме ли потреба од поголем доказ за континуитетот на македонците на овие простори? Да. Повели Александар? За крај, како стои владеачкото мнозинство во собрание и каков е распоредот на сили на опозицијата? Тенко стои владеачкото мнозинство. Не е така лошо тоа. Не сме виделе одамна 61 присутен, освен од скафандирите кога беа, да. Мојот впечаток е дека не знаат ни пратениците од владеачкото мнозинство што да прават. Знаете, кога ќе дојде еден закон во собраниска процедура и кога самиот предлагач не го брани законот и поддржувачот на тој предлагач, значи мнозинството не излегува да го брани тој закон, да го образложи, значи дека станува збор за едно диктирање на гласање, кај дигате два прста и нема да поставувате прашање. Не им стои добра работата, со оглед на тоа дека ниту имаат аргументи против нашите прашања и одговори, и реплики и контрареплики, ниту па гледаме дека они имаат таков капацитет на луѓе, бидејќи постојано едните те исти луѓе излегуваат на говорница, дека има таков капацитет на луѓе кои што може да ја поднесат оваа тензија која што владата им ја прави или пак кои што може да го одбранат она што владата го предлага. Во таа смисла
верувате, се губи многу во собрание, тие губат. Имаше една анализа направена за работата на пратеничките групи, само направивме компарација ВМРО, ДПМН и коалицијата и СДСМ и коалицијата во однос на присутност во собранието на говори само на седници, односот беше 3:1, односно 2/3 од говорите ги имаат направено пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата, само 1/3 пратениците од СДСМ за 4 месеци. Бориме од септември до декември се направи статистичка анализа. Сега вие кажете ми колку тие навистина го бранат тоа што го поднесуваат и го предлагаат и колку е нивниот капацитет за одбрана на таквото нешто. И затоа е оваа хистерија, и затоа е оваа нервоза која што се јавува во собранието, се поголема нервоза станува, значи така една провокација како да има затоа што се гледа немоќта. Навистина немоќта и интелектуална и една исхитреност како да сака да го наведат ВМРО пак да сгреши. Да, но верувате, ние сме навистина една пратеничка група која што има не малце, туку многу повисоко ниво од оние с противната страна и не паѓаме на провокации, ние одиме со факти. Овиле Александар? Но не ми одговоривте како стои опозицијата. Во смисла соработка со други пратенички групи, со албанскиот блок партии, со левица, како изгледа соработката? Па ние имаме, досега сме покажале дека имаме добра соработка, значи па еве дури и покрај тоа што во јавноста нели протекуваат такви некои информации, па вие сте... Јас лично не сум имала никаков проблем, значи напротив, 90%, значи се согласуваме и со колегите од Левица, па и со колегите од Алијанса, кои што исто така имаат еден навистина убав капацитет на интелект во нивната пратеничка група во моментов. Во многу случаи се согласуваме и има соработка. Тоа е добро. Има соработка, особено знаете како, па сега кога ќе видите што имате од спротива, мора да се ве обединува знаењето. Ви обединува знаењето. И крајно време, ја гледам некој зародиш кај вас за нова политичка култура. Мора да има нова, подавање рака, мора да има компромис, но мора да има и цврсти критериуми. И мора да има вредносен систем. Значи од ова до тука. Впрочем, целата емисија го посветивме на тоа. Тие вредносни системи затоа Мило сака да ги тргне и учебниците и историјата, бидејќи таму се вредностите системи. Па добро, мислам дека вие бевте доста поучни. Родителите нека се организираат, впрочем и ние сме родители, поддршка од сите нас, да. Има да се бунтуваме, ако ништо друго се работи за нашата иднина, за нашите деца, за нашите внуци и најмалку што можеме да направиме да не дозволиме тие да бидат на еден начин интелектуално осакатени. Пред да привршуваме, завршиме, сакам две работи да кажам. Една е вообичаената, на секој наш гостин му подаруваме книги. Овој пат се бренд концепти, толковник, брендинг, адвертайзинг и public relation, односи со јавноста и политички комуникации, говор, диалог, дебата и толеранција. Сите тие се за вас. Ви благодарам многу и многу се радувам што е баш за брендинг, бидејќи јас сака би сакала уште нешто да кажам, дека Македонија може да се пофали со можноста за брендирање на многу културни производи. А не го кажавте тоа, со овие 5 примери. Да. Значи, и велам можноста, бидејќи си уште не сме почнале тоа да го правиме, а можеме да го правиме, бидејќи навистина Македонија изобилува со многу културни богатства. И брендирањето е една од оние обуки кои што ги поминав и во УНЕСКО, дека ние можеме да го постигнеме оној одржлив развој, економски одржлив развој, именно преку брендирање на македонските производи. Да. Па видите, затоа вечер зборевме за браќата Миладиновци, еве да го спомнеме Цепенков, па и Васил Хаджиманов. Време е дојдено на нова генерација кои ќе истражуваат и ќе публикуваат нови духовни добра, нови национални блага. Пред да се одјавиме, ќе ви изненадам, на Милош ќе му честитаме роден ден, утре му е роден ден, но тој ни е помладиот член во оваа екипа, му посакуваме
добро здравје и долг живот и да прави голем број на емисии на infomax.mk, да користи информации без цензура, бидејќи по тоа е познато и карактеристично infomax.mk. Александар, емисиите кои следуваат бе ова недела, да ми кажеш? Јас морам да најавам дека за оваа сезона емисиите се при крај. Ајде. Да, ќе го означиме ние почетокот на летото со Така. одмор. Оваа година бевме исклучително активни, можеби не во полн капацитет, но од другата година се надевам дека ќе бидеме уште поактивни. Сакам да апелирам до оние кои што не гледаат. На 29 мај ќе има уште еден протест во чест на затворените браќа за 27 април. Ги повикувам сите на 29 мај повторно да излеземе на улица, повторно да излеземе пред собранието и повторно да им дадеме поддршка на уставобранителите од 27 април. Тоа е она на кој што би сакал да апелирам и сакам да уште еден апел да испратам, а тоа е околу овој протест да нема китање со ордени, туку овој протест да биде народен протест. Па и претходниот беше народен, лепи Не, е бе, овој јас пети народен. ден Да се основано. замешам само да ви Така. кажам дека јас не Може. знаев, нели велат ВМРО-вски бил протестот, јас не знаев дека на 29 е закажан втор Јас ви процес. верувам. Значи, Јас ви верувам. до тој степен не е замешано ВМРО ДПМН како партија во организација на овие протести. Јас уште еднаш ви благодарам што дојдовте да се дружиме. Јас лично поднаучив некои работи. За вас, драги гледачи, оставам вие да донесите суд, но ако нешто научивме, тоа е да се ја цениме културата, да си го сакаме образованието, традицијата да ја чуваме и ајде да собираме национално духовно богатство и да го кодифицираме, да го брендираме, да му удраме, како велиме ние мур, печат Македонија, македонско, бидејќи некој сака сето тоа да згасни. Бидете ми поздравени, се гледаме на следната емисија. Довидување.